Јас сум Емилија Келешовска-Шолјаковска, адвокат и еден од основачите на адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Келешовска. Адвокатското друштво Дебарлиев, Дамески и Келешовска е основано во 2003 година како прво адвокатско друштво во Македонија, кое што понуди сосема различен концепт во вршење на адвокатските услуги и обезбедување на правните услуги на домашни и странски клиенти. Поаѓајќи од претпоставката дека никој не може да биде подеднакво успешен во сите области на правото, од самото создавање на ДДК концептот беше да биде водечка бизнис адвокатска компанија. Од незиното основање па до денес, ДДК е специјализирана за пружање на услуги во деловното и корпоративното право, така што ДДК брои тим на квалификувани адвокати, стручни соработници и приправници, кои што континуирано во нивното работење од основањето до денес ја обезбедуваат квалитетната правна услуга. ДДК застапува многу клиенти домашни и странски, особено во различните области од правото, како во делокругот на нивното секојдневно работење, така и од обезбедување на правни услуги на специфични проекти, особено од енергетиката, телекомуникациите, финансирањето. Оваа година ДДК слави 20 години, еден сериозен јубилеј на кој што сум особено горда, што впрочем ми докажува дека со континуирана работа, квалитетна правна услуга, успехот не може да изостане. Како главни предности на женското предприемаштво, односно како жената воопшто во бизнис заедницата, првенствено би истакнала емоционалната интелигенција, затоа што, според моје мислење, жените се многу поинтуитивни од мажите, од една страна, и од друга страна можат многу полесно да ги воочат емоционалните чувства на спротивната страна, со тоа што жените ги прави подобри лидери од колку мажите. Како втора предност би ја истакнала организационата способност на жените наспроти мажите, односно популарниот наречен мултитаскинг, што значи дека жените можат да прават повеќе работи истовремено и тие повеќе работи истовремено да ги прават доволно успешно. И како трета предност би ја истакнала тимската работа, односно жените првенствено ќе побараат помош и советување за да се заврши одредена работа, отколку да го истакнат надпреварачкиот дух во извршувањето на работите поединечно, што може да кажеме дека е некоја поистакната карактеристика на мажите. Од досегашното 20 годишно искуство и работење, она што можам да го истакнам и како една препорака за идните жени предприемачи и жени кои што сакаат да се занимаваат со сопствен бизнис, е да го живеат својот сон, односно она што го имаат во себе како идеја, како креативност, да се осмелат и да тргнат смело и храбро кон остварување на оваа идеја. Мислам дека барем во изминативе 5, односно да кажем и 10 години, женското предприемаштво е во подем, односно особено со новите стартап проекти и поголемата пристапност на разни фондови, разни финансиски средства, кои што може да ги поттигнат жените на еден ваков чекор. Нормално, секоја работа доаѓа со знаење, посветеност, квалитет и континуитет. И она што можам да го кажам за сите идни предприемачки и бизнис делови жени е дека поседувајќи ги овие квалитети, може да се направи еден совршен баланс помеѓу работата и приватниот живот. Во секој случај, не сме да изостане и помошта од семејството и од пријателите, за која што топло советувам сите жени безрезервно да ја користат. Како клуч за успех на работењето на една компанија, најпрво морам да го истакнам
правното знаење, односно знаење и познавање на бизнисот со кој што се управува и воспоставување на високи стандарди, кои што стандарди ќе бидат во континуитет во целокупното постоење и работење. Овие премиси беа и од самото основање на адвокатското друштво ДДК, уште во 2003 година, така што горда сум и срекна што успеавме да ги задржиме стандардите на работењето, обезбедување на квалитетна правна услуга, на задоволство на клиентите и секако прилагодување на пазарот и брзо прилагодување, би рекла, на тековните промени и справување со сите предизвици.